почитуван председател на комисијата, почитувана јавност, почитувани колеги пратеници. Со овој амандман се предлага да се намалат буџетските приходи за 2,2 милиарди денари со цел да им се помогне на граѓаните и транспортните компании. Намалувањето на буџетските приходи ќе биде резултат на мерката за намалување на акцизите на течни горива за 50%. Да бидам искрен, се мислев дали да зборувам за овој амандман, затоа што 2 години од 2020 година па наваму барам да се преиспита политиката на владата на зголемување на акцизите и цените, особено на горивата. Не знам зошто немате слух и не знам зошто прибегнавте прво кон покачување 3 денари, па уште за 2 денари, па така натаму со цел да имаме животна средина, зелен развој. Парите си ги собирате секојдневно од точењето на гориво, а ниту имаме подобрување на животната средина, ниту на околината, ниту како влада имате било каков проект со кој што тие средства јавно, гласно и транспарентно ќе ни објасните каде завршувале до сега. Прво с големи Тевдовски, потоа продолжи Нина. Цело време, особено дизелот ви беше мета, под плаштот на здрава животна средина, ги зголемувавте, не дека ви интересирало за тоа. Еве сега од оваа дистанца може да видиме дека не ви било за зелениот развој, туку ви било за покривање на буџетските дупки и недомакинското и нерационално трошење со парите на даночните обврзници. И ова го дебатиравме и со претходниот заменик министер, сегашен премиер, и како и за многу други работи кои што тогаш се молчеа, мислев дека барем сега дел од тоа ќе се промени, но онаа матрица на абдицираниот премиер од Струмица си продолжува и днес во 2022 година, каде што преку разни пиар алатки се убедувате парите од очите обврзници ги трошите за себе, за вашите нескромни потреби, а тоа да го представувате дека е зелен развој. Во поглед на цената на акцизите, би било многу популистички да било кој пратеник од опозицијата на цена од 50 денари на горивата да излезе и да побара намалување на акцизите. Тоа би било наистина популистички. Денес, во 2022 година, кога цените на горивата се над евро и половина, воопшто не е коректно граѓаните да се дерат и да се намалува економската активност, а тоа имплицира, ќе ви објаснам поратаму. Буџетот во 2022 година се создаваше минатата година ова време. Тогаш финансии предвидуваше стапка на акцизи на цените на горивата кои што беа просечни за 2021 година. Тогаш цените на бензините и на дизелот се движеа некаде од 60 до 65 денари. Така ли е? На цена од 60 до 65 денари вие сте рачунале просечна цена на акциза и потоа таа се става за буџетот во 2022 година. На 24 февруар се случи тоа што се случи, таа воена агресија, и цената на бензините скокна до 115 денари. Тогаш нашата пратеничка група по итна поставка 4 пати баравме намалување на акцизите за 50% со цел огромниот шок од 70 денари до 115 денари колку толку да биде амортизиран. Бидејќи не може владата да биде партнер со граѓаните во мирно време, кога граѓаните возат и плаќаат акцизи, плаќаат зголемени даноци, се манипулираат дека ќе има за зелен развој, а нема. А кога ќе дојде тешко време, кога ќе дојде енормен скок
на горивата од 70 на 115 денари, владата да не е партнер со граѓаните. И тогаш ви го зборев дека вие сте казино влада и имате коцкарска логика. Да се собере целиот кајбак од дарочните обврзници и потоа ќе се троши на начин утврден на владина седница помеѓу Зоран Заев и компанија на Илинденска број 2 и тоа сега истото продолжува. Имавте за повеќе од 50% непланирано зголемување на акцизите за 2022 година. Планирав една цифра, околу 22, добивте околу 40 денари за акцизи. Државата тие пари си ги прибра. И сега државата не може да се однесува дека е инфлација само за нејзе. Инфлација и за нарочните обврзници и за граѓаните на оваа држава. Ако граѓаните имаат огромна инфлација, тај држава треба да им помогне, да треба. Превознициве кои што вработуваат стотици луѓе, кои што треба да инвестираат во нови автобуси, во нови камиони, кои што е голем дел и движечка сила на економијата во државата, вас тоа не интересира и како владино мнозинство, а уште помалку како влада. И сега, мене ми е јасно дека овие од Илинденска знаат што ќе биде за месеци од сега. Тие се премиери, вице-премиери, ниту до сега биле на избори, од сега па натаму воопшто нема да одат на избори. Јас не знам, колеги, како вие од мнозинството во 2023 година ќе отидете на избори и ќе им објасните на граѓаните дека е нормално кога е тешка ситуацијата државата се да си наплати и дека е нормално кога е тешка ситуацијата граѓаните да се остават да снојаат сами себе. Дека е нормално секој министер да има колку сака картички верна и да става гориво во својот пасат, ама и дека е нормално оној кој што е превозник да крпи крај со крај, да нема работа, да нема транспорт на луѓе, да не може да ја покачи цената, а да има дупло зголемена цена за гориво. Тоа не е нормално. Тоа не е нормално. Едноставно со овој амандман бараме да си ја исправите неправдата која што цела година им ја правите на даночните обврзници. Да си ја исправите. И сега, ајде нека излезе некој од финансии, тука е заменик министерот и нека каже дали е факт дека за речиси 50% добија повеќе од акцизи за горива неголи тоа што го предвидуваа. Дека добија практично како на лото. Проектираш 100 денари, у буџет ти влегуваат 190. И тие 90, кои што непланирано ти влегле во буџет, не сакаш да ги поделиш со граѓаните. Тоа ли е држава, господине заменик министер? Дали е тоа држава? Држава ли е во која што ќе има само за вас? Пак ќе ви кажам, популистички е да имаме 50 денари по литар гориво и ние да бараме тоа да биде 40. Тоа е популизам. Ама да биде 70 денари, да скокне на 115 и да се откажеш од 15 денари, тоа не е партнер на граѓаните, тоа не е народна влада, тоа е некоја октруирана влада, која што едноставно не чувствува потреба да разговара со граѓаните. И потоа кога ви велиме бегате како ѓаволи од крст од избори, има многу причини, вие си ги знаете тие причини денеска. Си ги знаете причините. На која и да тема треба да се видите со граѓаните, има лага, вклучително и за ова. И ова не е коректно. Не е коректно да земете двојно повеќе од тоа што се планирали некаде да го поделите со граѓаните. Апелирам до вас, колеги, транспортниот сектор е на многу ниско ниво, како што и најголем дел од преработувачката индустрија, генерално од индустријата така натаму. Луѓето не можат крај со крај да поврзат, државата ништо не им помага, само им зема и им одмага. Граѓаните кои што патуваат, знаете дека има голема флуктуација на население, трошат многу, а само владата заработува. Колку повеќе трошат граѓаните на гориво, толку повеќе заработува владата. Дајте тоа да го ставиме во нормални
граници. Дајте да отвориме. Ево предлогот. Колку имате непредвидено земено по акцизи за оваа година, за толку да ги намалиме акцизите и да исправиме оваа историска неправда која што им направивте на граѓаните. Благодарам. И благодарам и на вас, колега Пренџов, доколку никој повеќе не бара збор.